Власта продолжува да живее во илузија и ја крие реалната економска состојба во Македонија. Прогнозите за раст од 4% се нереални. Ова за Алфа го изјави поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини, откако идниот премиер Димитар Ковачевски најави позитивни прогнози за 2022. Хајредини рече дека новата влада треба да престане со популистички мерки, зашто тоа според него било крајно несериозно. Вели дека земјава успеала да ги ублажи последиците од кризата со пандемијата, но сега се соочува со енергетска криза која може да има големи последици. Основа да бидеме оптимисти, нажалост, нема. Нема од причини кратко што представниците на актуелната влада веќе одамна наистурените овие од економската сфера, наместо да ја прикажат реалната состојба во економијата, тие таа состојба ја кријат. Ја кријат многу дрско. Најавата дека ќе има раст на 4%, дека ќе има забрзан развој, дека дури Битичи направил проекција на развој замислите до 2042. Ова држање на јавноста во илузија, дека има услови наскоро да дојде до пресворт во тој наречен забрзан раст, се крајно вака неодговорни. Ставот дека ќе нема економско подобрување го делат и од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Велат дека оптимизмот на Димитар Ковачевски бил нереален и дека македонската економија нема да има раст од 4%. Го читам Ковачевски, инаку се уште заменик министер за финансии, како сега, како мандатар најавува економски раст од на 4%. Па се чудам. Прво, зошто не се држи до 4,6% колку што проектираше Министерството за финансии? Па почеток на година, а Ковачевски веќе бега од проектираната бројка. Второ, се фали со даноците. Ајде Ковачевски, бидете доблесни и кажете кои даноци точно. Дали зборувате за ДДВ кој е резултат на инфлацијата и повисоките цени, увозните давачки кои се исто така повисоки поради повисоките цени. Во меѓувреме стопанството очекува тешка економска година со многу предизвици. Предвидувањата според стопанските комори се неоптимистички. Трендот на неизвестност според нив ќе проложи и може да се очекуваат и дополнителни негативни последици. Енергетската криза дополнително го усложни економскиот амбиент, кој сериозно ги извади на виделина и слабостите на системот. Инаку со стартот на новата година почна и примената на поскапите сметки за струја и парно. Фактурите за струја ќе порасна за 9,48%, а кај парното за 14,5%. Во меѓувреме веќе ја нема ниту дневната ефтина тарифа. Инаку за намалување на ценовниот шок, од средината на минатиот месец замрзнати беа и цените на лебот, маслото, зејтинот, шеќерот и така натаму. Според одлуката, тие цени ќе важат до крајот на јануари, но властите ветија дека ако имало потреба, мерката ќе биде продолжена.